ревијален надпревар во ракомет. Деталиве утрово ги дознаваме од Зоран Митев. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, супер, баш ми е драго еве што сте вие ова утро овде во Спортското радио да ја почувствувате спортската атмосфера на единствениот специализиран спортски медиум во Република Македонија. Особена чест и задоволство ми е преку националниот сервис Македонската телевизија да го најавиме спектакуларниот All Star ракометен ревијален надпревар кој што ќе се случи на 29.10. оваа година. Најголемите ракометни имиња во Скопје на 29. Јане Сандански. И во регионот може да се каже, значи 29.10. спортски центар Јане Сандански, All Star, како што кажав, ревијален ракометен надпревар, ќе учествуваат на едно место најголемите ракометни звезди на овие простори. Значи јас можам да ги спомнам кои ќе бидат, значи тоа ќе бидат, да ги прочитаме, значи ќе бидат Кире Лазаров, Борко Ристовски, Стојан Честоилов, Пепи Манасков, Филип Миркуловски, Иван Марковски, Раде Стојановиќ, Аце Станковски, Наумче Мојсовски, Бранко Ангеловски, Ванчо Димовски, Петар Ангелов, Владко Недановски, Гоце Георгиевски, Горан Георгионовски, Велко Марковски, Лазе Мајнов, Александар Царчев. Значи тоа ќе бидат од македонските звезди, од балканските, значи од екс-југословенските звезди, значи ќе бидат легендарниот голман на Вардар Арпад Штербик, ќе ги брани боите од другата страна, Иван Чупич, актуелниот тренер на Вардар. Тука ќе биде Игор Караджич, Лука Циндрич, Срахиња Милич, Данил Шишкарев, Игор Вори, Ренато Вогринец и многу други, кои што се уште не се најавени, ги очекуваме да го комплетираме списокот. Значи ова ќе биде баш една многу запаметене. Одамна не е случаен ваков настан во нашата држава и во нашиот град, така да ги повикувам сите ваши гледачи и наши слушатели на време да се обезбедат влезници. Да, до 29 има време. Беше ли тешко да се организира вака голем спортски настан? Не ви е прв пат да организирате вакви настани во нашата држава, со оглед на вашето искуство 20 години во етар, годинава Спортско радио. Така, поводот е баш 20 години на овој настан, поводот беше 20 години постоење на Спортското радио. Значи размислувавме што можеме да направиме да не биде секојдневно нешто што можеме да го направиме. Решивме да организираме ваков спектакуларен настан и еве се ближиме кон крајот, подготовките се уште траат и сметам дека ќе биде ова баш нешто што ќе остави големи траги и понатаму во спортскиот живот на нашата држава. Што велеа легендите, сакаат да бидат заедно вака на едно место? Па да, било кого да контактиравме, одлична идеја, вика, баш добро вие што ви текна да не соберете, да се видиме, затоа што овие луѓе се веќе некои во пензија, некои се актуелни, некои се тренери, некои се дел од спортскиот живот, но сепак добра идеја која што едноставно рекоа браво за Спортско радио што ви текна вака да организирате ваков настан. Колку низ годините се менуваше Спортското радио? 20 години не се малку. Па 20 години сме на оваа фреквенција, инаку искуството е уште плюс 10, значи 30 години Спортско радио, значи формат кој што едноставно спортот, знаете, е амбасадор на државата, спортот ги изближува луѓето, спортот едноставно дава некој шмех во животот, барем така според мене, затоа што ние освен спорт во Спортското радио друго ништо не третираме. Спорт како формат единствен, ние сме се уште единствено спортско електронски медиум во Република Македонија кој што третира спорт. Еве, со репрезентацијата утре ќе патува наш човек, значи ги следиме сите пресконференции, присутни сме на сите спортски терени ширум Европа, не во Македонија, фудбал, кошарка, европски, светски правенства, така да како Спортско радио веќе имаме развиено брендот Спортско радио во Македонија. Забележа од двајца колеги во позадина, ние сме во едно од вашите студио. Има ли дама во вашиот состав? Па имаше, сега нема. Да, имаше порано, значи дама која што се занимаваше со спорт, сакаше да биде да известува од спортските терени. Сега за сега немаме. Ако има некој може да апел слободно нека не контактира. Сакам да споменам уште еден убав настан кој што се организираше некаде на крајот на годината, каде ние новинарките знаевме да играме фудбал. Меѓутоа некако овие неколку години како се затаи. Не се затаи, значи се уште е актуелен тој настан, значи тоа е турнир во мал фудбал на медиум. Веќе го направивме на повисоко ниво, излезе од рамките на Македонија и веќе оваа година ќе има турнир во мал фудбал на медиуми од 4 држави. Значи Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Значи тоа ќе бидат репрезентации составени од новинари, фудбалери, спортски работници, луѓе од спортот, пеачи, естрадни уметници, значи
еден вид на една како репрезентација и ќе дојдат во Скопје и за тоа ќе информираме јавноста кога ќе се случи и како ќе се случи. А тоа годинава значи дека жените повторно ќе бидат присутни? Нормално без жените ништо не правиме, жените го вртат светот. Зоран, благодарам уште еднаш на одвореното време, ќе ви посакам многу успех. Се разбира до 29 имаме уште време, ќе се вклучиме повторно затоа што навистина овој настан заслужува да биде повторно истретиран од наша страна. Благодарам многу на вас и лично на тебе, еве што дојдовте во нашето студио. Уште еднаш, значи да кажеме 29.10. All Star ревијален ракометен надпревар на легендите од Македонија и од Балканот. Благодарам уште еднаш. Благодарам.